Јас сум Ангела Нацева. Имам 9 години и сум 4-то одделение. Денес ќе ви ја раскажувам книгата Гробот на сенките од Питер Лерангис. Оваа книга е дел од серијалот Седумте чуда. Главни ликови во оваа книга се избраните Джек, Кес, Али и Марко, професорот Бегат, слугинката и кралицата на Третото светско чудо и црвенокосиот Џин Торквин. Настаните во оваа книга се случуваат во Ки и во Третото светско чудо, а се случуваат за време на 13-та година на избраните. Во оваа книга се зборува за тоа како избраните се обидуваат да го најдат третиот локулус, локулусот на оздравувањето, кој се наоѓа во Третото чудо. Избраните биле деца на кои им се појавувало бели перчиња во косата во облик на буквата В на англиски. Тоа било злакот на ламбадата. По некое време тие деца умираат, а Ки ги враќаат во живот со посебни третмани. Мојата умилена случка во оваа книга беше кога тие отишле на Третото светско чудо, но тоа биле само урнатинки. Одеднаш дошла една жена зомби, од која се лупеле парчиња кора и очите и паѓале. Таа била многу необична и не била убава за гледање, бидејќи се лупела кожата. Била повеќе како ткаенина да се лупи. Тие ја замолиле да се видат со кралицата на тоа место, Артемиса. Таа им рекла дека тие мораат да поминат низ водопадот каде што им ги брише неубавите сеќавања. Водопадот всушност им ги бришел тие сеќавања, но тие морале да се борат против него. Ако сакате да знаете што ќе се случи понатаму, тогаш прочитајте ја Гробот на сенките од Питер Лерангис.